Убав ден. Спремни сме?
Дали се слушаме добро? Или да почекаме уште малку? Тања, дали се слушаме добро? Мето, тука ли си? Кича, тука ли си? Добро. Додека ќе трае лајфот, новиот протест кој што го започнавме пред случувањата во Кочани, поради кој и ние одрживме Ксантика, нешто длабоко вонатре ми кажуваше, за враќање на камените плочи кои се клучен доказ за името Македонија. Александра стави го видеото во групата наша. И прифаќате ги и другите кои што сакаат да бидат во групата поради тоа што ми пишуваат. Ме слушаш, Александра? Значи сакам транспарентно, освен сабота, бидејќи не сакам да се мешам со случувањата во Кочани со родителите. Ова е наша цел, како и секогаш, со сите вас македонци од сите градови во Македонија, да ја продолжиме битката за враќање на овие вклучни докази за името на Македонија, каде што повеќе од јасно е со каква организација сме имале работа, а воедно би сакал да дадеме и подршка на родителите да истрајат во нивната правда и најмногу од се подршка од оние кои што ги уценуваат, а кои што треба да ги бранат, познати лица на Владо Павлов од УВР Дувлочани. Извинете ми, Кочани, се уште не можем да кажам дека мојот град се вика Кочани. Како што и споменувавме година пред инцидентот, а каде што и направивме секакви напори да реагира премиерот Тино, нажалост Владо Павлов и тимот не беа сватени озбилно од овие кои што го чуваат во стакленот зоно и мислејќи дека Тино му се најблиски, а всушност жално е тоа кој ќе дознае дека тие му се најдалечни и најголеми тастери. Сите оние кои што Тино, премиере, не дадоа озбилност на сето оно што го најавувавме, а денес тоа ви го кажуват и родителите, а ние секојдневно го споменувавме Дувлочани, без никаква реакција да реагирате најпрво кај вашите, каде што јас ова ВМРО ДПМН во Дувлочани не го знам такво.
Сум учествувал во почетокот во многу случувања за ВМРО ДПМН. Од времето на Љупчо Георгиевски, како што знаете, но тоа е било во време се додека 97 година во нашето тогаш ВМРО ДПМН во Кочани не идовме на бугарски летоци со кои што јас полека, но сигурно се повлекував. Од таква конфликтна логика имаше меѓу две групи, и двете групи беа мои познаници и блиски пријатели. Во Облишево престрелка каде што едниот мој пријател заврши во Скопје, мој брат од Виница Коколот, кој што беше во агенцијата Комета, на кој што ја бев главен на цела Источна Македонија. Откако се вратив и пред да го формираме Black Point. Таа конфликтна логика заврши со кршење на штабот на ВМРО ДПМН, лично од мене како Владо Павлов, во трговски центар за време на председателските избори на покојниот Борис Трајковски. И тогаш јавно кажав дека нашето ВМРО ДПМН не треба да биде вакво. А оно што го гледам премиерот Тино денес, јас сум искрен и отворен, се сеќаваат Кочанчани на случувањата во Облишево, се сеќаваат и на нарушувањето на јавниот ред и мир во трговски на штабот на ВМРО ДПМН за време на председателските избори на Борис Трајковски покојниот. А денес, верувај ми Тино, ти треба голема реорганизација, не знам и не верувам дали ќе успееш, поради тоа што ваков аерокрем од ВМРО ДПМН не верувам дека има во друг град во Македонија. Од сите оние случувања кои што Владо Павлов ги имаше, морам да признавам дека истите актери се од УВР довлочени. Затоа и мојата порака е пумпај УВР довлочени, е конечно да се избореме и да помогнеме на лицата кои што сакаат да работат и кои што го почитуваат законот и редот, а не криминалот во Македонија, и да ги отстранеме од она за кој што јас години уназад го споменувам, а тоа е најголемото зло на Македонија, пензионирани инспектори и инспекторки и началници на полиција кои што имаат долга рака секаде. Дали се слушаме до овој момент? Затоа што сакам да ви пренесам нешто, а тоа е нашиот протест да не биде во сабота кога се родителите. Мој личен предлог е
да биде на 6 мај во чест на Ѓорги Победоносецот, ама се паѓа вторник и нема да имаме толку наши пријатели од цела Македонија, па затоа пак ќе биде во чест на Ѓорги Победоносецот, кој што е Александар Македонски за мене, али да биде недела. После Ѓурѓев ден, али исто така да го поврземе и со нашиот заштитник Еремија. Значи, протестот, според мене, би требало да биде недела, ама да го поистоветиме со Ѓорги Победоносецот, нашиот Александар Македонски и нашиот заштитник Еремија, доволно познат на сите вас. Очекувам да ми пишувате за да знам. Сакам да биде се транспарентно, бидејќи против ова секта, ако се крие, ако немаме име и презиме, тие стануваат се поголеми и поголеми и поголеми. А не верувам дека сакате друг град во Македонија да биде Кочани. Ама како што Кочани започна од депонијадата и продолжи вака како ќе продолжи, ве молам, битолчани, да бидете малку предпазливи. Ве молам, вие битолчани, малку повеќе, барем родителите, да шетате каде што се вашите деца. Мислам дека едно кафе не е проблем, што родители да влезат во еден кафич, па во друг, во трет, затоа што се виде колку УВР помогна на нашите деца. Значи, не сакам да оставате на случајност. Битола, обединете се, родителите, кафиджии сте, не мора само наутро, и навечер ке шувеат децата, и вие, 100 родители, кафенце да си пиете кај што ви се вашите деца. Си има причина зашто го велам тоа. На ова моја идеја пред децении не ме послушаа родителите во Кочани, а јас како Чичко Владо си шетам секаде и си ги демнам децата, а нешто некој измислува приказки, а се со една цел неговата параноја да си ја среди. Значи, дали може недела, затоа што не сакам да се мешаме со протестот на родителите. Зошто го правам тоа? Ќе ви кажам кога ќе биде протестот, тоест кога ќе го продолжиме нашиот протест, за кој што УВР довлочени воопшто не сака да преземе мерки од она што го направивме на 22 декември. Уште еднаш, дали ви одговара недела? Значи вака, Шести мај е вторник. Така да 14 мај е среда.
Ја мислам дека недела 11 мај и бројот 11 два почетока е добар, така да нашиот протест да биде прво со мировен, со нашите автомобили, а потоа да го направиме на исто место каде што го правихме претходниот пат, пред увара довлочени, и оттаму одеме и пред судот, каде што одговорност имаат и обвинителите за овие камени плочи кои што се од суштинско значење за името Македонија. Дали се согласувате? 11 мај, 10:00 часот, пред Еремија во Кочани. Се разбира, и јас од Битола ќе кренам на тој ден и во 10 часот ќе ве пречекам да продолжиме оно што сме го започнале. Тони, направете со Александра Авент, ставете слика од Ѓорги Победоносецот и Еремија, и 11 мај, 10:00 часот, пред Еремија во Кочани. Ќе ви дадам што треба да биде. Уште еднаш, дали се согласувате 11 мај, 10:00 часот, имаме точно денови после Ѓорги Победоносецот и точно денови пред Еремија. Каде што знаете дека за Владо Павлов, Ѓорги Победоносецот е Александар Македонски, а Еремија е нашиот чувар. И духовен советник секако бил на Александар Македонски. Инако Еремија е еден од пророците кој што е бил налик на Илија, кој што идентично како Илија доаѓа и се враќа назад на нивен специфичен начин, на кој што јас не сакам да зборувам на таа тематика. Согласни сме направете Авент и како прошлиот пат гледајте да доваѓате повеќе, да се договарате, не е битно, битно е да колите ви бидат полни. Значи, на неколку протести и на неколку трибини имате слободни места во автомобилите. Направете Авент во нашата група исто така и започнете со нашата иницијатива, која што ќе ви ја кажам сега, иницијатива за тоа што треба да го направиме. Јас ова уредно ќе го поканам, уредно ќе направам се што треба да дадеме во увара од Влочани и ќе ги покажеме професионализам како секогаш, а не распашена команда како тие што се. Започнуваме. Спремни сте?
Дали сте спремни да почнеме? Откако одлучивме нашиот протест да биде на 11 мај во 10:00 часот сите во Еремија, каде што во 12:00 часот ќе бидеме пред Увара Дувлочани, а оттаму пред судот во Дувлочани. Може да продолжиме. Ова е протестна нота од 22 декември, всушност јас сум ја дал на 23 декември 2024 година, како што гледате, примена архивирана од Увара Дувлочани. Се гледа. Протестната нота, која што беше на 22 декември 2024 година, остана незабележителна од Увара Дувлочани. Значи, протестната нота од група граѓани од цела Македонија беше за враќање на камените плочи, кој се клучен доказ за името Македонија. Под број 1. Свеќето на животот, најстар доказ во светот, дали се гледа? И под број 2, старо македонско писмо, од кое е настанато Авеста писмо на Кирк први, во кое стои да се чува во градот на мирот во Македонија, барем така е запишено во плочата, пронајдена во Кочани, значи Кочани е градот на мирот. И ние мораме да се избориме со овие клучни докази да биде Кочани град на мир, а затоа треба сите оние учесници, поклоници на језуитите, а ги има многу во Македонија и во министерства низ сите од владата на Република Македонија до сега, и наша иницијатива е да го воскреснеме како град на мирот, како мир, а да се спротивставиме жестоко на сите оние кои што до ден денес се поклоници на Рим. Да се вратат на лицето Владо Павлов, кој 20 години ги чувал и се грижил за нив, чекајќи ден кој ќе се отвори музеј во град Кочани и ќе бидат поставени во него како културно наследство. Ова е писмото. Ве молам, дали се гледа? Мето, дали си тука? Немате никаде. Значи, ова е писмото со којто се докажува дека е родоначалник на Авеста писмо и каде што јавно стои во еден дел
дека Кочани е градот на мирот, но во ова писмо има уште нешто друго авеста, а тоа е дека освен што е плочата ставена како атрибут за градот на мирот, туку имаме и доказ за гробот на Моше. Владо Павлов прв пат ви го најавува, затоа што овие два клучни камени клесани фигури се поврзани со гробот на Моше. Ова ви го прв пат кажувам. Од Куранот или Мојсие од Библијата. Дали ви е појасно сега што е украдено од Владо Павлов од страна на лица во УВР Дуглочани, Кочани? Клучен доказ за нашето писмо, кој што е родоначалник на Авеста писмото, по кој што се водел и Кирк први. А Кирк први е омилена личност и персиски цар, за кој што Александар Македонски го враќа назад од каде што потекнува. А потекнува од древна Дарданија, од древно Скопје, и неговиот гроб го возобновува на новата престолнина која што настанала од Скопје, а тоа е Авала Белград. Значи, Кирк први го враќа Александар во денешен Белград. Гробот на незнајниот јунак од денес е гроб на знајниот јунак и почитувач на македонизамот, на вистината, и он е првиот кој што дозволил да се изгради Соломоновиот храм во Македонија. А тоа го потврдуваат овие две плочи кои што се украдени од УВР Дуглочани, Кочани, од лица кои што учествуваат и со дискотеката Пулс. Уште еднаш, протестната нота од 22 декември 2024 година никој не ја свати за озбилно. Затоа, за да не сватат за озбилно, на 11 мај во најголем број со искрта на животот и македонскиот кутлеш, Кочани ќе го направиме град на мирот. Со овие докази кои што некој на вистина имал причина зашто ово го направил. Воедно ја повикуваме одговорната на претресот во Кочани, од каде што се украдени овие камени фигури, раководителка, главна на претресот на Владо Павлов, инспекторката Кристина Јованова, од економски криминал, да ни објасни која е била целта. И ќе бараме состанок сите ние заедно на 11 мај, кога ќе бидеме пред УВР Кочани.
тоест Довлочани. Истата ова инспекторка која што е раководителка и одговорна на претресот на Владо Павлов, сите со име и презиме ќе ги имате. Како раководителка на како раководителка и инспекторка на економски криминал, барем 1% од оно што го правија во домот на Владо Павлов, да го направеше со Пулс дискотеката, денески не беа живи и здрави дечињата. Затоа што таа е должна да ја провери лиценцата, која што е поврзана со правилноста на документите. Значи, уште еднаш, ова лице раководителка, која што учествува во кражбата на овие камени плочи од секторот економски криминал, 1% да го направише тоа што го правише овде со Владо Павлов, одговорно тврдам, јавно, јас, Владо Павлов, дека дечињата во Кочани ќе ни беа живи и здрави. А да не зборувам за последиците кои што ги имаат најмалку јадници луѓе последна година време. Ова е масакар. И затоа, освен што ќе имаме протестна нота за враќање и ќе бараме средба, јавно да ви кажи ова инспекторка и раководителка од економски криминал, зошто камените плочи не се предмет во нито една постапка, а ги земаат. На 22 април 2025 година поднесуваме до Министерство за внатрешни работи и до Кочани барање за враќање на привремено одземени предмети. Ова е архивско бројче кое што е заведено во УВР Довлочани. Дали се гледа? Момент само да видам. Значи, на ден 22 март 2024 година во 18:00 часот привремено се земени следните предмети: камена плоча со исклесан ракопис како орнамент, камена плоча парче со исклесани орнаменти, камена плоча кафеава прозирна боја со исклесана непозната содржина, камена плоча со човечки фигури и други орнаменти во боја. Во потврдата
за привремено одземени предмети нагласена е забелешка дека се одземаат од Владо Павлов како одговорно лице на Агапи Кочани. Доказ потврда за одземени предмети број 23.26.6.1/108 од 22 март 2020 година. Се извинувам, 2024 година. Во истиот ден од домот на Владо Павлов се одземени други предмети за проверка, за кои МВР се произнесе, изврши проверка, но за погоре наведените предмети воопшто немаме податок зошто се одземени, а не се предмет во ниту една постапка. Дел од предметите представуваат оставина од неговите предци, а дел биле вградени во куќата во која што живее во внатрешните зидови. Така да сметаме дека нема основ да се задржуваат. Предлагаме МВР довлочени да го повика барателот и да му ги врате погоре опишаните предмети. Ова е записникот на одземените предмети, каде што, како што гледате, најдолу настанот е заведен во книга на дневни настани под број, нема број. Дали ова злоупотреба на службена должност? Ова е записникот на украдените предмети. Уште еднаш, настанот е заведен во книга за дневни настани под број, не знам, може би е многу прозирно. Ај видете, може да е многу прозирен бојо, ја не може да го видам. Бидејќи се работи за исто лице кое што е поврзано и со дискотеката во Кочани, одговорно да ја провери лиценцата на монструмот, како што умеат да го кажат родителите, и е поврзано, и со што е поврзано со правилноста на документите на дискотеката, а истото лице ги одзема овие клучни докази за името Македонија кои што се чувани грижливо, се додека не било направено музеј во Кочани за културно наследство. Во записникот настанот е заведен во книга со дневни настани под број, нема број. Значи, овај протест, на кој што никој не сакаше да обрати внимание и не сваќаа за озбилни, и се тоа што го правят, ми го кажувавме за довлочени, победија оние кои што го чуваат во стаклено звоно премиерот Тино, и одговорно тврдам од овде дека истите тие му забиваат нож во грбот, а и не еден, повеќе ножеви ги му забијат во грб, ако не се разбуди од зимскиот сон за се оно што му се прави зад грб. Овој пат протестот ќе биде со име и презиме. Протестот ќе биде
Протестот ќе биде не само до уворот до влочени, туку протестот ќе биде и за враќање на одземените предмети и за злоупотреба на службена дејност од раководителката и инспекторка Кристина Јованова, за кои што следат докази во внатрешна контрола Скопје, каде што тие докази ќе ги представиме на 11 мај во 12:00 часот пред увара до влочени и пред судот на увара, Основен суд Кочани, тоест до влочени. Значи, овој протест ќе биде против раководителката и инспекторка Кристина Јованова, за кој што е спремен материјал за внатрешна контрола и ќе се достави се каде се заведени, дали се заведени, што имаме ние со економски криминал и со овие клучни докази за Македонија и така натаму и така натаму. Уште еднаш, протестот ќе биде против злоупотреба на службената дејност на многу лица од увара до влочени, а посебно против раководителката и инспекторката Кристина Јованова од економски криминал, која што ги одземе овие камени плочи и се од големо и суштинско значење за Македонија и за името, и до ден денес не знаеме каде се и што се. А воедно ќе дадеме поддршка на родителите, против оние на родителите и ќе застанеме во одбрана на истите нив од оние кои што ги заплашуваат и уценуваат, а се лица кои што треба да застанат во одбрана на нив од увара до влочени. Исто така, ова лице, раководител инспекторка Кристина Јованова, е поврзана и со дискотеката Пулс, за кој што е должна да ја провери лиценцата премиерот Тино и министерот Тошковски. 11 мај, 12:00 часот, пред увара до влочени. Сите со име и презиме. Започнуваме со раководителката и инспекторката Кристина Јованова, која што учествува во претесот на одземање на овие клучни докази за името Македонија и истите не заведени под архивско бројче во дневни настани под број, како што гледате на потврдата нема број. А ова е потврдата за одземените и дали ова е злоупотреба или не, ќе каже внатрешна контрола и министерот Тошковски. Уште еднаш, 11 мај, 12:00 часот, сите со искрата на животот да го обоеме во црвено Кочани и да застанеме во одбрана на родителите кои што ги оценуваат лица од увара до влочени, а и најмногу од се да завршиме нашата работа за враќање на овие клучни докази за името Македонија и воедно да побараме одговорност од раководителката и инспекторка Кристина Јованова, која што исто е поврзана и со дискотеката Пулс, која е должна да ја провери лиценцата, и уште еднаш Кристина Јованова 1% со целата армија на полицајци што направивте со Владо Павлов, 1% да го направите тоа со Пулс, денес ќе ни беа живи и здрави дечињата. Само 1% од се што правевте со Владо Павлов.
Цело време се браневте, Христина, дека ти не си ништо виновна, дека вие така требало, онака требало. Јас, еве, започнувам најпрво од тебе. Ако има и други докази за тебе, Христина Јованова, откако внатрешна контрола од Скопје ги си преземе тоа што треба да си го преземе, за се што правите и злоупотребувате во Кочани и Кочани ми го правите довлочени. 11 мај, 12:00 часот, да го обоеме во црвено, со искрата на животот, моето Кочани, и да го воскреснеме како град на мир, како тоа што ни го потврдуваат овие украдени плочи од УВР довлочени, а не да ни го воде некој мојот град и нашиот град поклоници на Рим. Да живее Македонија, љубов, љубов и само љубов. 11 мај, 12:00 часот, пред УВР довлочени. Додека трае завршувањето, ве молам, пишувајте јавно во коментари, а и исто така споделете во групата, а очекувам и авент. Ќе ви доставам слика од Христина, затоа што таа треба највисоко да се гледа. Ќе направиме многу голема, во голем формат, и ќе носиме низ село Кочани и ќе ставиме пред УВР довлачени. Да живее Македонија! Што поголема слика од Христина, да ја гледат и од последниот спрат. Сите со име и презиме ќе бидат од Владо Павлов. Почнуваме од Христина. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Кажи да не ме гледа, ново утро и добро е, добро е. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши. Да го вратиме Кочани како град на мир и да се противставиме најжестоко на сите поклоници на Рим. За мене свирете, ако утре ме нема, немој да ме жалите. Иди глава нагоре, ти си чаша за мене, ако утре ме нема, ако утре ме нема, немој да ме жалите. Викни ги другарите, стари песни свирете, и нека свират другите. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Срекни лица да гледам, после дождот сонце, сонце. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, други викнете, за мене свирете, утре. Со напомина, денес ова протестна нота и се тоа што го објавив од мојот телефонски број, ќе го испратам лично до Тино премиерот во порака, каде што ќе го поканам лично и тој со министерот Тошковски
да бидат во недела на 11 мај 2025 година во 12:00 часот закочени да го воскреснеме како град на мир, а не некој да ни го прави Рим. Со завршувањето на ова мое вклучување во живо, еве јавно кажувам, Тино, Владо Павлов ќе ти испрати приватна порака за да учествуваш на 11 мај во Кочани на овој мировен протест заедно со министерот Тошковски, каде што ќе ги имате сите со име и презиме. И уште еднаш, со завршувањето на ова видео, протестната нота и се тоа што се правише против Владо Павлов, приватна порака од мојот телефон, со име и презиме Владо Павлов, и матичен број ќе оставам премиерот Тино, како доказ дека јас ти испраќам порака и не се кријам и те поканувам лично да учествуваш против довлочени и лично преку се тоа што ќе го дознаеш, да се ги пронајдеш сите тие околу тебе кои што ти забиваат нож во грб и кои што те чуваат во стаклено звоно и не послуша од првиот ден кога стана премиер да обратиш најмногу внимание на Кочани, затоа што тој што ќе помогне на Кочани ќе помогне на цела Македонија. Пораката која што ќе испредам до Тино, до нашиот премиер, ќе ви ја покажам на 11 мај 2025 година во 12:00 часот, кога ќе бидеме пред увара довлочени. Ете јавно, без влакно на езикот и без пардон, лично јас, Владо Павлов, во приватна порака од мојот телефонски број до бројот на премиерот Тино ќе испратам покана да присуствува на овај настан, од каде што ќе се отплетат многу работи и од каде што јавно пред сите ќе слушне што се прави во Кочани. А преку нас ќе си ги дознае сите оние кои што го чуваат во стаклено звоно и кои што му забиваат нож во грб. Премиерот Тино те очекуваме на 11 мај, затоа што не верувам дека нешто ќе биде побитно од оно што се случува во Кочани и сите што треба да дадеме напори да не дојде до ова ситуација која што некој сака да ја направи со крв или бикот да се вала во Кочанска река, да помогнеме и да го вратиме нашиот град како некој што бил град на мир, каде што на овие клесани плочи од Авесто писмо стои дека овде во градот на мирот е бил и гробот на Моше или на Мојсе од Библијата, за кого е цвеќето на животот. Се извинувам ако им сметаме на оние кои што се учесници во овие работи, али мораме да направиме голема слика, голем транспарент со ликот на инспекторката и раководителката Христина, за да видат сите која што случајно или не е поврзана и со Владо Павлов и со дискотеката Пулс во Кочани. И со име и презиме ќе биде представена во мојата порака денешна која што ќе испратам до Тино. И уште еднаш,
Христина, само 1% да го правевте тоа увредовлечени, што го правевте со мене, нашите деца во Кочани ќе ни беа живи и здрави. Дека ќе испееме сите заедно. Благодарение. Ајде сите заедно. Гучев, неговиот оркестар и Да сакам сите. Што вечерва не е тука Лазар Цветков. Љубов, љубов и само љубов. Моментално продуцент. Споделувајте секаде, во секоја група, без блакнен език и без пардон. И повикајте ги сите кои што сакаат Кочани да биде град на мир. А Венто, утре да го направиме како што треба. Да живее Македонија! Ако утре ме нема, ако утре ме нема, ако утре ме нема, Чаш ли да не ме гледам, ново утро и добро е, добро е. Нек се крчат чаши, нек се носат плачи, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Јоцо, Мето, Зочо, Мики, одговорни сте, знаете зашо. 11 мај 2025 година, за ред и мир, за сето оно што ќе го правиме за Македонија и за родителите. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, срекни лица да гледам, после дожд од сонце, сонце. Нек се кршат чаши, нек се носат плачи, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, други викнете, за мене свирете. Ако утре ме нема, немој да ме жалите, дигни глава нагоре, извикаш за мене. Ако утре ме нема, немој да ме жалите, викни ги другарите, стани песни свирете и нека свират другите. Ако утре ме нема, идеме златна бубамара. Ако утре ме нема, Фала Богу, дали може